Владата ќе продолжи да ги спроведува реформите предвидени со реформската агенда и ќе направи се што е во нејзина надлежност за исполнување на обврските кон Европската унија, изјави премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со напредокот на реформскиот процес. Мицкоски информираше дека денеска имал состанок со представници од Генералниот директорат за проширување при Европската комисија, на кој се разговарало за реформите што треба да се реализираат до декември, како и за оние што се во редовен тек и чии рокови истекуваат во текот на оваа година. Според него од Брисел било посочено дека Македонија е единствената земја од регионот што активно работи на исполнување на реформските обврски во предвидената динамика. Премиерот нагласи дека владата останува фокусирана на исполнување на домашните задачи, дека нема да прифаќа решение кој, како што рече, не носат реални резултати за државата. Додаде дека за разлика од претходната власт, актуелната влада нема да потпишува капитулации и бели листови хартија, туку ќе се води од конкретните реформи и исполнувањето на обврските. Премиерот порача дека откако државата ќе го исполни својот дел од задачите, очекува Европската комисија и земјите членки на Европската унија да донесат објективна оценка за македонскиот напредок. Според него, процесот на евроинтеграција треба да се темели на принципот на заслуги, односно колку повеќе реформи ќе бидат спроведени, толку поголем треба да биде напредокот на земјата кон членството во Европската унија. Во Македонија се потврдени 3 нови случаи на западно-нилска треска, со што вкупниот број на регистрирани заболени од почетокот на годинава достигна 11. Министерот за здравство Сашо Клековски информираше дека двајца од новозаболените се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести, додека еден пациент е сместен на клиниката за неврологија. Клековски посочи дека покрај претходно регистрираните случаи поврзани со престој во Грција, сега има и заболени кои не патувале надвор од државата, а потекнуваат од подрачјето на Скопско поле. Поради тоа, здравствените власти веќе ги превземаат предвидените мерки за спречување на понатамошно ширење на вирусот. Во Скопје се спроведува дезинсекција во радиус од 200 метри околу потврдените случаи во координација со Центарот за јавно здравје Скопје. Министерот најави дека согласно проценките и препораките на надлежните институции ќе се одлучи дали ќе биде потребно дополнително прскање од земја. Еден од новите случаи е регистриран во Велес, каде што се уште се спроведува епидемиолошка анкета за да се утврдат околностите под кои дошло до инфекцијата. Министерот потсети дека околу 90% од лицата заразени со западно-нилска треска немаат симптоми, додека потешка клиничка слика најчесто се јавува кај повозрастните лица, особено кај оние над 60 години. Тој додаде дека Комисијата за заразни болести континуирано ја следи состојбата. Во овој период главниот фокус е ставен на вектор преносливите заболувања. До 13 часот денеска во државата се регистрирани вкупно 5 пожари на отворен простор, од кои 3 се уште се активни, 2 се целосно изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Според информациите на Центарот за управување со кризи, активен е пожарот кај селото Јурумлери во општина Газибаба, каде што гори ѓубре. Пожар има и кај селото Сарандиново во општина Долнени, каде што е зафатена сува трева, како и кај селото Бошава во општина Кавадарци, каде што огнот зафатил ниска вегетација и сува трева. Од Центарот информираат дека во моментот нема пожари кои се ставени под контрола. Надлежните служби продолжуваат со интервенциите на терен. Во меѓувреме, целосно се изгаснати пожарите кај селото Мало Коњари во општина Прилеп и кај селото Милетино во општина Тетово, каде што горела сува трева. Надлежните институции остануваат во состојба на готовност, апелираат до граѓаните да бидат внимателни, да не предизвикуваат пожари на отворен простор. До крајот на 2026 година уште 300 приватни специјализанти ќе добијат можност за вработување во јавните здравствени установи, соопшти Министерството за здравство. Оттаму посочуваат дека со оваа мерка ќе се обезбеди посигурна професионална иднина за младите лекари, ќе се зголеми бројот на специјалисти во јавниот здравствен систем и ќе се подобри квалитетот на здравствената заштита за граѓаните. Од Министерството нагласуваат дека одлуката представува инвестиција во медицинскиот кадар и одговор на долгогодишниот недостиг од специјалисти. Според нив, вработувањата ќе придонесат за зајакнување на клиниките, општите болници, центрите за јавно здравје и здравствените домови, како и за поефикасно искористување на средствата вложени во едукацијата на лекарите. Воедно мерката има за цел да го намали одливот на медицински кадар во странство и да ги мотивира младите лекари својата кариера да ја продолжат во домашниот здравствен систем.
Од Министерството порачаа дека нивната определба е да инвестираат во лекарите и да создадат услови за изградба на посилен и поквалитетен здравствен систем во интерес на пациентите. Армијата ќе продолжи да им помага на граѓаните на Гостивар, се додека постои потреба од нејзин ангажман, изјави министерот за одбрана Владо Мисајловски при посетата на касарната Јане Сандански во Штип, каде изврши увид во реновиран објект како дел од инфраструктурните проекти што се реализираат во армиските касарни низ државава. Тој истакна дека армијата ги ставила на располагање сите своји капацитети за поддршка на населението, вклучувајќи цистерни, техничка вода и друга неопходна опрема. Според Мисајловски, ако веќе е обезбедена техничка вода, армиските екипи ќе останат на терен и ќе постапуваат согласно потребите утврдени од управувачкиот комитет. Министерот нагласи дека не постои временски рок за ангажманот на армијата и дека незиното присуство ќе продолжи се додека тоа го бараат околностите. Тој додаде дека во овој момент најважно е да се обезбеди помош за граѓаните. Прашањето колку ќе бидат искористени армиските ресурси од второстепено значење. Првото прашање е дека армијата таму останува да помогне, порача Мисајловски. Царинската управа започнува со реализација на еден од најзначајните проекти за модернизација на граничната инфраструктура со кои ќе се воведат паметни системи за автоматизација на царинските терминали. За реализација на проектот се обезбедени грант средства од Европската унија во износ од 2 милиони евра. Од Царинската управа информираат дека по спроведената јавна набавка е подпишан договор со избраниот изведувач за набавка на потребната опрема, со што започнува имплементацијата на проектот која треба да заврши до средината на следната година. Со новите автоматизирани системи значително ќе се забрза протокот на стоки преку граничните премини, ќе се намали времето на чекање и оперативните трошоци за економските оператори. Постојните рампи и ваги ќе бидат заменети со современи дигитални системи и аналитички видеокамери, кои автоматски ќе ги евидентираат увозот, извозот и транзитот на товарните возила за само неколку секунди по нивниот влез на царинскиот терминал. Автоматските рампи и ваги ќе бидат поврзани со систем за видеонадзор и препознавање на регистарски таблички во тек и постапка за набавка на софтвер, кој ќе ги интегрира сите системи во единствена платформа. Од Царинската управа очекуваат проектот да придонесе за поефикасна контрола, побрз проток на легалната трговија во согласно со европските стандарди, како и намалување на човечкиот фактор во процесите. Цените на нафтата на светските берзи утрово забележаа раст од повеќе од 4%, откако обновените непријателства на Блискиот Исток повторно ја зголемија загриженоста за можни нарушувања во глобалното снабдување со енергија. Цената на суровата нафта од типот Брент се искачи на околу $88 за барел, прекинувајќи ја тридневната серија на падови, додека американската сурова нафта достигна околу $83 за барел, со раст од речиси 4%. Новиот скок на цените следува по соопштението на американската војска дека пресретнала ирански напад насочен кон американски војни бази на Блискиот Исток. Во исто време, милиции поддржани од Иран втор ден поред извршиле напади со беспилотни летала врз нафтени постројки во источниот дел на Саудиска Арабија, додека обемот на евентуалната штета се уште се проценува. Дополнителна неизвестност предизвика и одлуката на Иран да го отврли предлогот на Оман за заедничка контрола врз Ормускиот проток, еден од најважните светски транспортни коридори за нафта. Во меѓувреме најновите податоци покажуваат дека залихите на сурова нафта во САД минатата недела се намалиле за 3,3 милиони барели, што според аналитичарите е дополнителен сигнал за затегната понуда на глобалниот пазар и фактор што придонесува за растот на цените. Најмалку 18 лица загинаа, 62 се повредени во силниот земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала што синоќа ја погоди јапонската префектура Кумамото на островот Кјушу. Локалните власти предупредуваат дека бројот на жртвите може да се зголеми, бидејќи голем број лица се уште се водат како исчезнати. Според јапонската метеоролошка служба, потресот достигнал интензитет Шин до 7, највисоко ниво на националната скала за сеизмички интензитет. Премиерката Санае Такаичи изрази сочувство до семејствата на загинатите, најави дека владата ќе ги мобилизира сите расположиви ресурси за спасување на настраданите и за обезбедување храна и неопходна помош за погодените подрачја.
Во земјотресот се повредени најмалку 62 лица, од кои 6 се во тешка здравствена состојба, речиси 34.900 домаќинства останале без електрична енергија, околу 15.000 се без вода за пиење, а повеќе од 8.800 жители се евакуирани во над 400 привремени приватни центри. Дополнителна трагедија се случила во градот Кашима, каде што 4 лица загинале по експлозија штурнала трговски центар. Властите истражуваат дали несреќата била предизвикана од истекување на газ, откако спасувачите пријавиле мирис на газ во објектот. Стотици припадници на јапонските сили за самоодбрана, пожарникари, полицајци и спасувачки екипи продолжуваат со потрага по преживеани и расчистување на погодените подрачја. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, утринските температури ќе се движат од 11 до 21 степен, додека дневните ќе достигнат од 31 до 38 степени Целзиусови. Во Скопје се очекува претежно сончево и топло време со слаб променлив ветер. Минималната температура ќе изнесува околу 18 степени, а максималната ќе достигне до 35 степен. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека под влијание на топол брани во наредните денови ќе продолжи периодот на стабилно сончево и многу топло време. Највисоки температури се очекуваат во првата декада од август, кога во одделни делови од државата живата во термометарот локално може да се искачи до 40 степен. Надлежните препорачуваат граѓаните да избегнуваат подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот и да внесуваат доволно течности.